Како поклоници на ликот и делото на бугарскиот цар Борис III, основавме здружение во Охрид кое го носи неговото име, а целта ни е да ја негуваме бугарската култура во Македонија, вели претседателот на здружението Томе Блажевски. Тој не сакаше да зборува пред камера, иако одбегна да одговори колкава е нивната бројност, тврди дека имаат големо членство. Дел од нас има двојно државјанство, и македонско и бугарско. Некои се декларираат исклучиво како бугари, а некои како македонци, но сите заедно имаме иста идеологија, вели Блажевски. Го прашавме зошто токму е избран Охрид како град во кој ќе ја шират бугарската култура, а зошто не вели бугарскиот цар Борис III ја ослободи Македонија од српско робство и кога може други националности да имаат разни здруженија, можеме и ние. На Фејсбук страната на здружението стои дека тоа се наоѓа некаде на булеварот Туристичка. Но во Централниот регистар е наведено дека бугарското здружение Цар Борис III е формирано во ноември 2021 година со локација во овој дел од градот во населбата Воска поточно на оваа улица. Меѓутоа, тука нема никаков објект. Претседателот на здружението тврди дека немаат седиште. На нивната Фејсбук страна на 14 јули пишува дека известно патриотско семејство од Софија на здружението во Охрид му донирало 500 книги. Блажевски вели дека книгите со различна содржина на бугарски јазик им ги поклонувале на луѓето кои изразиле желба да ги имаат. Мештаните каде што наводно се наоѓа здружението не одбегнуваа. Посмелите ги прашавме дали сретнале бугарски активисти. До сега не се случило такво нешто и јако сум многу активен на селбава како граѓанин за секакви работи, за такво нешто немам случнато, а знам дека имат луѓе кои што се активни тука по терен. Значи тоа дека негде сте видели прикачени бугарски знами, нели такво нешто? Па да, имаше во еден стан тука во населба наша бугарско знаме и знам дека тоа бугарско знаме интервенира полиција, па му го трнаа, па имало поплака од човекот бугарин, тој е бугарин човекот, стан има тука и бугарин. И после тој се жалеше дека ете мене ми го трнаа знамето дека бугарско, а на албанците не ми вега да минат дека се албански. Видиш така нешто имаше, тој поплака. Се жалеше. Дали сте видели или чуле некој да нуди бугарска литература, историја, книги? Не, такво нешто не, ама вака разговори се права понекогаш со луѓето. Од некои луѓе. Имам приметено тоа. Ама литература не. Тоа се охриѓани или луѓе од Бугарија? Од Бугарија. Претседателот на здружението Цар Борис III директно го прашавме дали неговото делување не е газење врз македонштината и како се чувствува, како бугарин или македонец. Јас ја почитувам македонската нација, вели, но сум бугарин од Македонија. Тврди дека здружението го финансирало членството, но и дека имаат донации и од Бугарија. Додава дека немаат намера здружението да го шират и во други градови, но истакнува, како што вели, дека се стари пријатели со членовите од другите бугарски здруженија во Македонија. Ние со бугарите, вели, зборуваме на ист јазик, само дијалектот ни е различен. Тој отворено кажува дека во Македонија доаѓа делегации, поклоници од Бугарија, кои ги посетувале гробиштата на бугарските војводи. Ни кажа и дека гостувал во неколку наврати во бугарските медиуми.